Еден од најжестоките шарени револуционери Петри Царачини владата со државни пари месечно го плаќа 42.000 денари за да врши акумулирање, средување и анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање и презентација за координација на медиумски мониторинг. Оваа работна позиција, опишана со дури 10 зборови, сепак не објаснува зашто конкретно големиот поддржувач на политиките на СДСМ е платен, иако ваква или слична функција вршат уште неколку лица кои според списоците земаат за околу 200 евра плата помалку од него. Под притисок на јавноста, владата конечно ги објави имињата на 55 хонорарци со авторски договор за 2021 година. Најниска е сумата за знаковниот толкувач и изнесува 14.500 денари, а највисока за председател на ИКТ Совет 60.000 денари. На листата хонорарци е и професорот Ванчо Узунов, кој месечно добива по 53.000 денари за активности поврзани со регионалната економска интеграција на Македонија. Хонорарно се вработени и преведувачи, сервисери на компјутери, монтажери, организатори. Од владата велат дека се работи за стручни лица кои се потребни на институциите. Точно се знае зашто владата ангажира физички лица надвор од редот на вработените. За кој временски период, за колкав финансиски надомест. Тие ангажмани се строго професионални и се реализираат во целост. Државната комисија за спречување корупција пред 3 дена отвори случај во врска со владините хонорарци, чии имиња до денеска се чуваа во тајност. Председателката на антикорупцијска во изјава за Алфа препорача и Државниот завод за ревизија секоја година да прави финансиска ревизија на работата на владата.